Наш денесен гостин е градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски. Така е, господин Димитриевски, мислам дека го имаме на телефон. Добро утро, Максим, добро утро до Куманово. Добро утро и на вас, поздрав до сите во студиото и поздрав до вашите слушатели и гледачи. Овие што решиле да станат рано наутро, врне ли во Куманово, градоначалниче? Па не врне, паѓа ситно, така викаме ние Куманово. Ситно, број не могу да стоим, имаше една. Градоначалниче, ве замолив да се чуеме, а ќе се чуеме и со неколку други градоначалници и денески, и утре и задутре, бидејќи повторно сакам да ве прашам каква е состојбата во Куманово во врска со корона кризава. Бројките растат низ целата држава. Не го гледам Куманово во најзагрозените градови се уште, како што беше во некои претходни бранови, но каква ви е ситуацијата во општината? Па да бидам искрен, ние како општински штаб за заштита и спасување информациите ги поделуваме на дневна и на неделна основа и сите позитивни случаи ги нотираме и бројките и процентите подоцна ги вадиме на неделна основа, за разлика од петата недела во оваа година, кога бројката беше 74 позитивни, една од најниските. Веќе е шестата, седмата и осмата недела почна делумно да се зголемуваат, но последната недела, тоест оваа бројките отидоа на 195, а алармот никогаш не бил исклучен, но за жал и постапката за имунизација, која што дефинитивно е спора, но и првенствено опуштањето на граѓаните си ги покажува своите ефекти и вирусот се шири. И ова е момент за аларм повторно да ја сватиме состојбата сериозно и да ги почитуваме мерките и правилата кои што се однесуваат во делот на заштита и превенција од ширење на коронавирус. Тоа е физичкиот контакт. Да, ги гледам реакциите на вчерашната одлука на владата, сега толкувањата се разни, дека задоцната била одлуката, дека не била задоцната, дека премалку е полициски час, дека не сме воопшто да има полициски час, дека економијата, здравјето и така натаму. Поминавме низ сите тие дебати целава мината година. Меѓутоа, на крајот изгледа дека сепак најсигурната, па дури и посигурна од вакцината заштита е внимавање на дистанцата и носење маски. Носат ли луѓето маски во Куманово? Како ви се чини? Да, луѓето носат маски и се дисциплинирани, но за жал постојат и такви кои што не ги почитуваат целосно правилата и препораките и гледам дека полицијата постапува со прекршочни казни, но сето тоа се однесува до колективната свест за колективното здравје и апелирам до граѓаните да го прават тоа, да се придржуваат кон препораките. Инаку што се однесува до воведување на полицискиот час, ако се сеќавате минатата година, кога стана првиот случај во Куманово, ние бевме токму првите кои што баравме најрестриктивни мерки да се воведат со цел да се спречи епидемијата во самиот зачеток. Видите, решавање на една ваква кризна, вонредна здравствена состојба, имате два методи. Едниот метод е војнички, другиот метод е политички. Куманово сакаше да примени војнички метод со изолација на градот 14 плюс 14 дена и дополнително изолација на регионот и ширење, штитење на границите. Некако премногу се опуштивме целиот овој период, а во одредени моменти корона кризата се користише и за политика. И ете, ги имаме резултатите, но ако ги следиме трендовите и во светот, и во некои држави во окружувањето, бројките се слични, што значи преголемото ширење на лажните вести и на некој начин воведување на скептицизам кај граѓаните, што всушност се случува, ти доведе до ваква состојба. Не само ние се покажа дека воопшто човештвото не е подготвено за едни вакви крупни предизвици. Но како и да е, јас повторно ќе се вратам, ако се сеќавате на она изјава кога реков јас би исклучил Македонија до целотен шатдаун 14 дена и максимална контрола за да побрзо можеме да се вратиме на нормалниот живот. Сега се поставува прашањето што ако вие го средите тоа во државата, во окружувањето повторно го имате вирусот,
колкава моќки имате да го контролирате тоа. Да, вие сте пограничен град, се разбира, со Србија. Во Србија, каде што е веројатно светски рекорд во Европа, европски рекорд да бидам поисправен, во вакцинирање и така натаму, број на вакцини, сето тоа, и таму статистиките се многу лоши во последните 6-7 дена и таму се воведуваат полициски часови. Дали многу кумановци отидоа на вакцинирање во Врање или па може би одат на шопинг? Не знам што е поприоритетно за луѓето. Па има граѓани со двојно државјанство кои што се имаат. Затоа и прашувам, да. Кои што се имаат вакцинирано во Србија, во Куманово, според моите информации, до сега имаме некаде само околу 100 вакцинирани лица и тоа претежно луѓе кои што работат во здравствениот систем. Дефинитивно постапката за имунизација оди споро. Предпоставувам и недостатокот на вакцини е проблем, иако за тоа треба здравствените власти да го дадат вистинскиот одговор. Во овој момент не само Македонија, туку и човештвото нема друго решение освен да практикува тоа што се практикувало секогаш, а тоа е масовната имунизација. И ние го очекуваме моментот да се подготвиме да спроведеме таква имунизација откако ќе ги добиеме вакцините, а што ќе се случува во делот на науката и мутацијата на вирусот, тоа се веќе нови предизвици. Да, ќе видиме сите ќе видиме како тоа ќе оди. Градоначалнич, имам уште една минута. Годинава е изборна за локалната самоуправа, на 5-6 месеци сме пред локалните избори. Амбициите како ви стојат за нов градоначалнички мандат? Ја знам дека ќе кажете партијата, анкети, ќе решиме, ќе одлучиме. Вие лично имате ли амбиција за такво нешто? Па јас веќе тоа го најавив во октомври месец, кога го дадав во отчетот на 3 годишното работење, дека имам амбиции да трчам за нов мандат, бидејќи програмата е концепирана на 2, 4 и 8 годишни проекти, но граѓаните се тие кои што го даваат Сашо мандатот, а партиите се тие кои што даваат подршка за мандатите секако. Јас верувам дека мојата партија, во која што сум од 95-та година, ќе ми даде целосна подршка, бидејќи ја чувствувам поддршката помеѓу граѓаните. Не велам дека не се правило грешки во изминатиот период, но од друга страна успеавме да направиме многу и за градот и за општината. Првенствено извадивме од финансиска дубиоза и долгови денеска општина Куманово. Зборувам за општината, е општина која што нема обврски кон никој. Должиме 0 денари, а побаруваме средства и дополнително реализираме сериозни инфраструктурни проекти. И тоа е наша обврска како менаџери на градот. Сега ова дождливото време малку ни ги поремети односите, бидејќи веќе почнавме со изградба на инфраструктура во руралните средини и планираме штом ќе даде можност времето да продолжиме, а на крајот граѓаните ќе си го кажат своето. Политизацијата во општеството е огромен проблем, имаме огромна поделба помеѓу граѓаните и сметам дека истата мора малку да спласне, а да добијат граѓаните многу повеќе и на сила, и на вредност, и на значај. Максим Димитриевски, градоначалник на општина Куманово, благодарам за утринско вклучување. Ве остави да направите едно долго пледоаје за... Мислам дека ќе имаме време да разговараме во наредните месеци за сите локални трки кои што ќе се одвиваат низ Македонија. Ќе биде интересно, бидејќи се чини дека и ставовите на граѓаните се високо исполитизирани, мотивацијата на партиите е голема, па ќе видиме кој како ќе се постави во целата таа трка. Ви благодарам, Максим, за ова утринско вклучување. Ви благодарам и на вас. Убав ден на сите и успешен ден.